Колкови има операциони сали нема. Пациентите сами избираат кај кој хирург да бидат оперирани, а со тоа и листите на чекање растат. Анализите на Фондот за здравство укажуваат дека најголем притисок има на клиниката за травматологија и ортопедски болести и го 8 септември. Таму листите се најдолги. Над 650 граѓани чекаат операција за вештачки колк, додека здравствените власти уверуваат дека бројот на интервенции расте и пристапот до операциите се подобрува. Само лани биле извршени повеќе од 4000 операции на колк и колено. Според Фондот за здравство, дел од листите на чекање не се должат само на недостиг од термини, туку и на фактот што пациентите фаворизираат одредени хирурзи во одредени болници. Листата за чекање најдолга во две институции, каде што имавме реални проблеми со капацитетот на оперативните сали, меѓутоа делумно таму притисокот и листите се продолжуваат за изборот на лекар. Изборот на лекар е важен, меѓутоа ја би апелирал на пациентите во земјава немаме само 3, 4, 5 хирурзи, значи ние надвор од Скопје имаме хирурзи што работат рбатен столб. Додека едни чекаат со месеци поради болки и ограничено движење, надлежните најавуваат отворање на нови оперативни сали, подобро снабдување со импланти и централен регистар, што треба да стави ред во долгите листи на чекање. Најголем раст на интервенција од околу 40% има Свети Размо во Охрид. Земајќи анализата за достапност на колкови спроведени тендери, одговорно можам да кажам дека недостаток на колкови нема. Имаме недостаток на оперативен капацитет, односно на операциони сали и таму се листите за чекање. Македонија е чекор напред во регионот кога станува збор за операциите на колк. Според податоците на фондот, лани биле извршени 198 операции на колк на 100.000 жители, со што земјава е пред Бугарија, Србија и Романија. Но додека кај колковите сме меѓу подобрите во регионот, кај операциите на колено се уште заостануваме. Единствено Словенија е пред сите со околу 210 операции на колк на 100.000 жители. Во анализата на ФЗО не се вклучени пациенти кои се оперирале од колк и колено во приватните здравствени болници.